Докторите од Битолската клиничка болница доктор Трифон Пановски денеска потпишувајќи се ја поддржаа повелбата за заштита на дигнитетот и угледот на лекарите. Оваа повелба е на иницијатива на Министерството за здравство, Лекарската комора на Македонија и Македонското лекарско друштво. Водени од идејата за заштита и напредување на докторската дејност, интегритетот и дигнитетот на докторот како личност и професионалец, а преку тоа и обезбедување на квалитетна здравствена заштита на задоволство и на докторите и на пациентите. Значи, докторите од Битолска болница се приклучуваат кон повелбата што вчера ја подпишаа докторите во Скопје. Целта на оваа повелба е донесување на закон за докторската дејност, со кој докторите би добиле законско решение, кој ќе им гарантира безбедност на работните места. Целта е да се донеси закон кој се ограничуваат правата, должностите како на пациентите што имаат исто и на докторите. Значи има дел кај што ги штити докторите, дел кај што имаат обврски. Значи до сега не беше донесен таков закон. Целта е да се зачува дигнитетот и на пациентот и на докторот со цел да се обезбеди побезбедна здравствена услуга без разлика на верска или друга основа. Меѓутоа до сега имаше закон само за пациентите, сега е иницијатива и за докторите. Повелбата е иницирана по инцидентот на клиниката за дигестивна хирургија во Скопје, кога со огнено оружје беше погоден хирург. Директорот Најдовски посочи дека во Битола досега немало инциденти од вакви размери. За сега немало од ваков размер проблеми, поединачни, вербални, други има. Ние истото како што ги забележуваме поплаките од пациентите кон лекарите, исто водиме евиденција и поплаки од лекари, од нападнати од пациенти. Право на докторот на правичен однос кој ќе се заснова на почит и учтивост од страна на пациентите. Право да го предупреди пациентот доколку се однесува несоодветно, како и да побара заштита на соодветен начин. Утврдување на постоење на лекарска грешка само преку соодветни постапки од страна на надлежни органи. Се само дел од подпишаната повелба што ќе се содржи и во Законот за докторската дејност.